Позитивните перформанси на македонската економија се показател дека проектираното ќе биде остварено. Растот на бруто домашниот производ, односно продолжувањето на позитивниот тренд од втората половина од минатата година, е потврда за политиките кои ги спроведува владата за стабилизација на економијата и старт на активностите кои ќе водат кон забрзување на економската активност. Ваквите бројки се подкрепа дека на среден рок растот ќе достигне ниво од 4%. Најголем придонес кон остварениот раст има убедливо солидното ниво на бруто инвестициите кои се зголемиле за 18%, како и одличните перформанси на градежништвото, каде се очекува и да продолжи позитивниот тренд благодарение на инвестицискиот циклус кој го планира владата, како и во стручните, научните, техничките и административните дејности. Значителен придонес во растот има зголемената домашна побарувачка, поттикната од значително зголемување на бруто инвестициите за 18% и на потрошувачката за 1,9%, во главно од личната потрошувачка, која забележа раст од 2,1%, како резултат на зголемениот расположлив доход на домакинствата, поддржан од растот на вработеноста, платите и пензиите во економијата, како и од зголеменото кредитирање на домакинствата. Првични сигнали кои се поволни се показател дека проектираниот раст од 3,7% е остварлив за оваа година. Владата ќе се стреми кон намалување на увозот, односно поддршка на преработувачката индустрија, пред се за стимул на домашното производство на храна. Заложбата на владата е стабилна инфлација, нешто на што се работи во континуитет. Во меѓувреме, во Министерството за финансии се прекројува државната каса и документот треба да се најде пред пратениците во втората половина од јуни. Она што засега го соопшти Кочоска е дека инфлацијата нема да порасне. Во подготовка сме, можеби за 2 недели од денеска, веќе ќе зборуваме за посериозни бројки од прилика и ќе знаеме, но ребалансот на буџетот треба да се најде негде најдоцна до 25 јуни во собраниска процедура. Инаку, економските резултати ја сместија Македонија на листата на 5 земји со најдобар економски раст во Европа. Пред нас се Ирска, Данска, Полска, Литванија. Амбициите за забрзан раст владата ги темели и на градежната експанзија на цела територија на Македонија со над 1200 локации за градење.